Значи, колку сме, толку сме, токму сме. Како што рекол Гане Тодоровски, да се довардиме преку струнине до вардарине. Колку што не има, до крај на истрајвекот да не има. Не знам на што мислел Гане Тодоровски кога ја пишувал песната, дали токму сме како бројка или токму со паметот. Дај Боже да сме токму во овие времиња кои идат пред нас. Не можеме да го прашаме Гане, меѓутоа одговорот ние ќе го бараме и ќе го најдеме. Да сме токму. Ви благодарам што и покрај убавото време одвоивте од вашето време да бидете вечерва присутни со нас на овој јубилеен концерт по повод 30 години Културен центар и театар Скрб и утеха. Со нашите драги гости од Пиринска Македонија, од Ново Лески, фолклорната група, значи Иван Попов Костурски, прочуен македонски војвода, кои вечерва овде со нас ќе споделат дел од своето културно-музичко богатство, кое го негуваат во својот крај. Па, да не зборувам многу, затоа што моите драги пријатели, професор Тихомир Стојановски и уредникот на изданието на монографијата по повод 30 годишнината на театарот Скрб и утеха, Игор Стојановски, подосна ќе разборат малку повеќе за она за која сме дојдени овде. А сега да слушнеме уште една музичка номера. Повелете.
Македонијо, земљо скрпа и рождена. Македонијо, земљо скрпа и рождена. Твоите синове герои од бојното поле идат. Твоите синове герои од бојното поле идат. Чија идат поцрнени, погроздени. Чија идат поцрнени, погроздени. 300 грама љапса јали и не ми се закусвали. 300 грама љапса јали и не ми се закусвали. Плачат мајки, плачат дребните дечица. Плачат мајки, плачат дребните дечица. Дали ке ги познајајте и во кршти заведете. Дали ке ги познајајте и во кршти заведете. Македонијо, земљо скрпа и рождена. Македонијо, земљо скрпа и рождена. Твоите синове герои од војното поле идат. Твоите синове герои од војното поле идат. Дозволете ми да го поканам Игор Стојановски да глаголи за најновото издание на продукцијата на Скрп и утеха, монографијата Театарски источник, 30 годишно патешествие на театарот Скрп и утеха. Повели го. Благодарам. Меѓутоа имам чест и задоволство вечерва да ја представам книгата Театарски источник од Игор Стојановски. Сведоштво за 30 Божји лета театарски битки и искушенија кои минавме во обид да ја продолжиме мисијата на Војдан Чернодрински, започната многу одамна со неговата македонска крвава свадба, со која што се обиде да крикне и да побара солидарност од нашите балкански браќа за тешката состојба во Македонија. Многу години подоцна, односно пред 30 години, беше возобновена оваа мисија со нова цел. Се обидовме да ги изградиме повторно мостовите на Балканот, да ги надминеме македонските зидови со кои што бевме поделени и одделени од нашите браќа, но не во насока на тоа да работиме против некого, туку напротив, да продолжиме онака како што многу одамна во антиката македонците почнаа, во обид да го спасиме светот, борејќи се за неговото единство. Ако своевремено Александар на своите македонци, Александар III Македонски, на своите македонци во Персија им рече дека се обидува да ги спои луѓето, и ако направи една огромна голема свадба помеѓу македонците и персиците и персијанките, и рече од денеска нема повеќе да има ниту македонци, ниту персици, од денеска сите сме браќа, сите сме луѓе, тоа беше таа мисија и мисла водилка која што не водеше и нас во обид да оствариме културна и духовна соработка со нашите браќа во соседните земји, но и со другите кои што сакаат да соработуваат на равноправна основа.
Овој театар во изминатите 30 години создаде преку 50 премиери на теми кои што говореа за нашето денес и овде, меѓутоа држејќи се според Аристотеловото правило дека уметноста не треба да ги прикажува работите онакви какви што се, туку какви што би можеле да бидат, се обидувавме да укажеме на некои работи кои што за жал негативни работи кои што потоа и се случуваа на вистина кај нас. Кога започнувавме оваа мисија, практично ние не ни бевме свесни до каде ќе стигнеме, меѓутоа како течеа годините, контактите со нашите браќа се зголемуваа и тие контакти успеавме да ги канализираме на така наречените армакедонски слави, кај што поканувавме македонци со својата култура, од Пиринско, Елиеско, од Мала Преспава, Албанија, Голо брдо, доаѓа и од Србија, доаѓа и од Турција, значи наши браќа, во обид да ги поврземе меѓу себе и во обид тоа поврзување да значи создавање на она вистинско единство на овој простор, бидејќи мораме да разбереме една работа. Без културно и духовно обединување на македонците не е можно обединување на Балканот, Европа и светот. Во оваа книга се наведени сведоштва за сите оние проблеми кои што ги имавме при тоа и за жал морам да признаам дека не секогаш имавме соодветна поддршка, меѓутоа токму затоа можеби и подраги ни се сите оние работи кои што успеавме да ги оствариме во сите овие години. На дејноста на театарот се надоврза дејноста на едицијата Крвста Исусова. Таа започна како едиција Лицеум, едиција која што издаде 40 на наслови, ова е 40-та книга, значи во рамки на таа едиција, меѓу кои што се обидувавме, значи започнавме таа едиција со книгата Друм за Македонија. И еве до ден денеска се уште го одиме тој друм. Јас своевремено напишав еден статус дека мене цел свет ми е Македонија и дека Македонија ми е светот. Бидејќи не гледам никаква разлика доколку човек во себе ја пронајде љубовта, да прави разлика помеѓу луѓето, да прави разлика помеѓу земјите. И мораме да разбереме дека едно од најголемите, да кажам, нешта кои што човек може да ги пронајде во себе, тоа е љубовта, која што успева потоа да ја канализира позитивно енергијата на човекот, за тој да употреби креативно. Токму и затоа една од најголемите препораки која што ни е дадена е дека љубовта не треба да познава граници и љубовта треба да успее да го победи злото. Во рамки на сите тие гостувања се наметна потребата и за снимање, односно за филмска документација на тие гостувања, па ја формиравме филмската продукција Свети дух, која создаде, верувале или не, 400 документарни филмови кои што учествуваа на многу меѓународни фестивали. Меѓу тие фестивали посебно ми е драго што успеавме да испратиме филмови кои што настапија и на фестивалот за човекови права Ганди во Индија. За жал, ќе кажам, можевме многу повеќе да направиме, но бевме соочени со многу препреки. Тие препреки и тие проблеми што ги имавме се наведени делумно во оваа книга како сведоштво за генерациите кои што доаѓаат по нас, за да разберат зошто можеби одредени работи биле направени и стигнале до таму до каде што стигнале и зошто не сме успеале да направиме нешто повеќе. Меѓутоа, сепак ќе кажам дека после 30 години ние не чувствуваме омраза или гнев кон оние кои што не спречуваа да извршуваме својата мисија. Туку напротив, во оваа книга на почетокот е наведено дека таа им е посветена на сите кои што не осудиле, повредиле, цензурирале, предале, спречувале да даруваме љубов и светлина на македонската култура, како и на оние кои не признавале, им простуваме од се срце и душа и им даруваме благослов да ја пронајдат во себе светата Божја љубов на Исус Христос и уметност.
na zavoja, na čela, krma moj se zavaza, na zavoja, na čela, krma moj se zavaza. Kadešnici obstrelva, levi desni flangovi. Kadešnici obstrelva, levi desni flangovi. Grotijago ubija, staržijata prelija, Grotijago ubija, staržijata prelija. Ostanaja mlčite, da komanda trotite. Ostanaja mlčite, da komanda trotite. Provikna se mlčijata, mlčijata Todorov. Bite braća Makedonci, ljuto da si odmasti. Bite braća Makedonci, ljuto da si odmasti. Сношти настапивме со оваа програма пред скопската публика во библиотеката Браќа Миладиновци. Имаше многу почитувачи на она што го работиме веќе 30 години како театар Скрб и утеха. Сабајлето, кога тргнавме за Пробиштип, по телефон на тихо му се јави една господја која со солзи во очите цела ноќ не спиела, ја исчитала книгата која ја беше подарена, театарски источник. И ни даде поддршка, морална поддршка да истраеме во овој сизифовски пат. Ми се наметна мислата дека сосема би му приличило на мојот драг колега, другар, пријател и брат Тихомир Стојановски, професор Тихомир Стојановски, да го наречеме македонскиот Сизиф. Сизиф е победен. Најпрви да се заблагодарам на општина Пробиштип и на Домот на културата Световски рудар од Пробиштип, кои секогаш ги отвораат вратите за производите, за она што го дал Господ преку даровите на духот од скрб и утеха. Кога доаѓаме тука се чувствувам како да доаѓам дома, бидејќи среќавам луѓе со отворено срце, какви што се македонците секаде каде што ги посетуваме вон границите на Република Македонија. Со Страшко, вашиот сограѓанин, сме биле на многу места. Македонецот е еден даруван облик од Бог. Кога ќе дојдете кај него дома, ќе ви ја даде најдобрата постела, најдобрата соба, ќе ви извади се што има. Ако треба, тој ќе спие на земјата, вие да спиете во неговиот кревет. Тоа е пребивање во љубов. Македонија е посебна земја. Навистина е посебна. Кога ги слушам
у баите пиринци како пеат зад мене ми пее душата. Во една драма што игравме со театарот на Скрби и утеха, Чернодрински експрес, Страшко го играше Војдан Георгиев Чернодрински, кој трга со возот и 100 години не може да стигне во Македонија, бидејќи опозицијата ги краде шините. Не може возот да стигне и тој вереше кога ќе дојдам во Македонија ми пее душата. И мене на вистина ми пее душата. Видете, ние можеме да повлечеме паралела Македонија, најстарата нација во Европа. Колкинскиот неолитски театар, каде што македонците 2000 години пред овоплотување на Исус играле театар. Каде што 1600 години пред метонот Атина има попрецизен календар на звездите. Митскиот македонски цар Орфеј кој им ги дал словата на македонците. Македонецот пие рипеонката, мајка и татко родители на 9 музи. Зашто да зборуваме? Аристотел, татко на науката во антиката, кој имаше пророчко слово да рече Бог е самиот живот и да рече дека зборот, неговата заменска и суштинска форма е светлина. Подосна ќе се поистовети, Исус вели, јас сум патот, вистината и животот. И го потврдува пророчкото слово на Аристотел и познато е и рече Бог нека биде светлина, дека овој свет е создаден од светлина, од зборот кој е светлина, тоа е пророчкото слово на Аристотел.